Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Ова наша вечерашна емисија, почитувани слушатели, ќе биде посветена со честитки по повод 60 годишнината од осветувањето на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, во која ќе се потрудиме да дадеме историски настани, исто така и од рубриката Жена, мајка и дом, а се надевам овој пат дека ќе дадеме и блиц вести, како и мој коментар на неделата. Нашата цел е да ги задоволиме вашите срца, но доколку ни дозволи вечерашниот наш термин. Ќе отпочнам со честитка од радиочасот Глас од Македонија, односно од мене, Драгица и мојот сопруг Никола Белчевски, со целата наша фамилија, да ја честитаме 60 годишнината од осветувањето на црквата Свети Климент Охридски и на сите досегашни председатели на управи, председателки на женската секција, вклучувајќи ги и сите свештеници, а на сегашнава управа со председателот Борис Стојкос, да им посакам и понатаму да нижат успеси како и во изминатите 2,5 години. Истовремено и честитки за признанијата што беа врачени од сегашната управа на председателот Борис Стојкос до сите, како што реков, председатели, председателки и свештеници. Исто така да вакви честитки се нижат од вториот поред благајник на црквата Свети Климент Охридски Дорче Николовски од село Подмочани со неговата сопруга Дајан и фамилијата, честитајќи го 60-тиот јубилеј од осветувањето на црквата Свети Климент Охридски, како едни од првите кои учествуваа во изградбата на црквата. Сакат на македонската комуна со посебна радост тоа да го искажат, како и на сите председатели на управи и председателки на женската секција, а и на свештениците, но специјална честитка и до актуелниот председател и неговата управа со желба да продолжат со нивното несебично работење за доброто на црквата, додека пак на поглаварот господин Стефан срдечна добродошлица. Председателот пак на предходната управа на црквата Свети Климент Охридски Влади Димитриевски со сопругата Мара и фамилијата користи прилика да го честита 60-тиот јубилеј на Македонската православна црква Свети Климент Охридски и на сите председатели на управи и председателки на женската секција, кои истовремено се заблагодарува пак на неговата управа за време на неговиот мандат. Честитки испреќа и до сите свештеници кои служеа во црквата, а на поглаварот господин Стефан срдечно добре дојде. Со исти такви честитки желби за 60-тиот јубилеј од осветувањето на црквата Свети Климент Охридски и честитки до сите председатели на управи и на женската секција и свештениците им честита и нашиот сонародник Ѓорѓ Стрезов од село Неволени со фамилијата. Посебно на председателот Борис Стојкос и неговата управа посаква поголеми успеси во неговиот мандат. Истовремено и со сакат сите овие три фамилии Николовски, Димитриевски и Стрезов да го честитат празникот Свети Фанури кој е на 9 септември, а пак се пресечувањето на главата на Свети Јован, тоа е на 11 септември. Токму затоа и ќе одиме ние со прилозите за светците Свети Фанури и за Свети Јован.
Свети Фанури е славен великомаченик кој се празнува на 9 септември и за кој се верува дека помага во исполнување на желбите. Во прилеп за овој празник црквите се преполни со погачи кои се прават постни со само 9 состојки. Погачата Фануропита или Фанурија го добила името по младиот светец Фанури кој живел на островот Родос. Се приготвува кога имате некаква потреба, нешто изгубено или работа, стан, љубов. Му се молите на Свети Фанури, го правите овој колач, а светецот ќе ви ја исполни вашата желба. Ова е народно верување и обичај. По тој повод верниците замесуваат колач посен. Обичај е на ова лепче на кое е ставена свеќа заедно со малку црвено вино да се носи во црква и да биде благословено и пеано од самиот свештеник. Откако лепчето ќе се испее, се крши, се раздава со добра мисла на останатите верници. Карактеристично е дека се меси личноста што го прави, се моли за благодет, среќа и мир во семејството и домот, а потоа си замислува желба. Еве и за празникот одсекување на главата на Свети Јован Крстител. Култот кон Свети Јован одсекогаш бил еден од најширените во православната црква. Тоа го сведочат и многуте храмови посветени на него, како и многуте реликвијари што ги содржат неговите чесни мошти, распространети широм светот. Најпосетувани места се оние каде Света Претеча е роден, местото каде што тој го ја извршувал својата служба и местото каде што била одсечена неговата света глава. Споменот за Свети Јован Крстител интензивно се празнувал уште од почетокот на 4 век. Така празникот одсекување на неговата глава на 11 септември започнал да се слави многу рано, а сведоштво за тоа наоѓаме во двете беседи на празникот напишани од Августин. Нешто подоцна во 5 век беседи на овој празник напишали Петар Хризолог, Крисип и исто така презвитвер Ерусалимски, Василий Селевкијски, а потоа и Свети Андреј Критски. Во црковните песни и стихери кои ги напишале Свети Андреј Критски и Свети Јован Дамаскин, како и Свети Герман, патриарх Цариградски, црквата го прославува Свети Јован како проповедник на покајанието и Царството Божјо, како најславен пророк меѓу сите пророци, зашто се удостоил да го крсти проповедниот Спасител, но и како ангел, апостол и маченик. Историските податоци ни изборуваат за тоа дека Свети Јован Крстител особено многу се почитувал во така наречената Византиска империја, а јас би рекла Македонска империја. Постоела традиција секој 11 септември царскиот двор да оди во студискиот манастир посветен на Свети Јован Претеча, за да ја целива неговата глава која се чувала тука. Така знаеме дека во 10 и 11 век ова драгоцена реликвија, која била една од најславните реликвии во Цариград, се наоѓала во црквата на овој манастир. Во писмото на Алекси Комнен му го испратил на Роберт Фландриски. Тоа е спомната веднаш после реликвиите Христови. На празникот одсекување на главата на Свети Јован Крстител пропишува строг пост, односно воздржување од месо, млечни производи и риба, за, според зборовите на типикот, да не бидеме и ние соучесници на иродовото чревогудие. Уставот ни укажува дека постот на овој празник е востановен веројатно истовремено со празникот и дека тој е завештение од древните свети отци. Па токму би сакала и да дадам, честитајќи ги овие празници, председателот на Македонската православна црква Свети Климент Охридски, Борис Стојкос, со неговата управа, исто така сака да се заблагодари до сите присутни гости кои беа на банкетот по повод 60 годишнината од осветувањето на Македонската православна црква Свети Климент Охридски, да и честита на целата македонска комуна, а посебно на сите председатели досегашни, на председателки на управи што беа председателките на женската секција и сите свештеници. А за овие 3 дена
да се заблагодари на целата негова управа и вработените, како и женската секција, што помогнаа успешно да се реализира оваа манифестација. Посебна честитка до архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, кој со неговата присутност ја збогати вечерта. Еве и специјална песна до целиот македонски народ. Радио Часот Глас од Македонија е веќе 56 години заедно со вас, почитувани слушатели. Но овој пат ја бара вашата донација, спонзорство и слично, зашто должиме околу $17,000, а рокот за да исплатиме до крајот на овој месец. Доколку мислите дека е потребно да постои ова
програма Помогнете, зашто вие ја решавате судбината на ова најстара радиопрограма во иселеништвото. Телефонот е 647 780 6549 или 416 691 7184. Председателот на Македонската православна црква Света Недела од Еџекс Ристо Трифуновски со својата управа ви соопштува дека на располагање ви стои удобната сала за помали свадби, крштевки, роденден и слично. Телефонот е 905 431 4944. Инаку секој вторник со председателот Мај Кожовски и прекрасното јадење што го приготвува шефицата или шефот на кујната Марија Ангелевска ви покануваат на заеднички ручек секој вторник од 12 часот на пладне. Женската секција пак при црквата Свети Климент Охридски ќе ви се представи со модната конфекција на фашион шоу што ќе биде на 19 октомври во големата сала на црквата Свети Климент Охридски веднаш после богослужбата од 12 часот напладне. Добриот ручек, заедничкото дружење со пријателите и со оро и песна ќе бидете разонодени во тие попладневни часови. Цената е $60. Инаку да спомнам дека председателката Вера Стефановска со управата срдечно ве дочекува, но затоа пак јавете се за влезници, за билети на низиниот телефонски број 647 261 2576 или мобилниот 647 554 2576. Додека црковниот телефон е 416-421-7451. Да го повторам, домашниот телефон е 416-261-2576. Да продолжиме со честитки по повод 60 годишнината од осветувањето на црквата Свети Климент Охридски. Председателот на црковната општина Света Недела од Еџекс Ристо Трифуновски и неговата управа заедно со свештеникот Александар и женската секција, честитајќи го 60-тиот јубилеј од осветувањето на црквата Свети Климент Охридски, испраќаат честитки до сите председатели на управите од Свети Климент Охридски и председателки на женската секција, како и на сите свештеници од таа црква, а на архиепископот Охридски македонски господин Стефан добре дојде во Канада. За 60-тиот јубилеј за осветување на црквата Свети Климент Охридски и честитки до сегашните председатели на управи, председателки на женската секција и свештениците на таа црква испраќа управата на црквата Свети Димитрија Солунски од Маркам со председателот Жан Стојчевски и свештеникот Горан, како и женската секција, а на поглаварот господин Стефан му посакуваат пријатен престој меѓу своите македонци. Со честитка за 60-тиот јубилеј од осветувањето на црквата Свети Климент Охридски и досегашните председатели на управи, председателки на женската секција и свештеници од ова црковна општина, се јавува и председателот на црквата Свети Наум Охридски од Хамилтон Крис Клашов со неговата управа и свештеникот Ангел, како и женската секција, а на поглаварот господин Стефан срдечно добре дојде. Исто така Мај Кожовски со фамилијата, но и како председател на пензионерското друштво од Свети Климент Охридски и Света Недела од Еџекс, со неговите управи од се срце, поздравувајќи ги сите досегашни председатели на управи и председателки на женската секција, како и свештениците на црквата Свети Климент Охридски, со посебни честитки се јавува до нив, во кои истовремено ја честита и 60 годишнината од осветувањето на црквата, со желба да се нижат поголеми успеси, а на драгоцениот гостин од Македонија, поглаварот господин Стефан, добре дојде во Канада. Со писмена пак честитка се јавува и нашиот сонародник Никола Стојановски до црковната управа на Свети Климент Охридски. Еве што пишува. По повод 60-тиот јубилеј од осветувањето на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, користам можност како еден од поранешните председатели на управи во тој наш духовен храм, јас Никола Стојановски со мојата фамилија, од се срце најпрво да му честитам на актуелниот председател
Борис Стојкос и неговата управа за успешната работа во изминативе 2,5 години, но уште повеќе што младата македонска генерација родена на ова поднебје ја прибра во ова наше македонско светилиште, зашто Македонската православна црква Свети Климент Охридски, како и сите други македонски цркви во светот, ја символизираат и овековечуваат духовно, а дај Боже и реално да биде обединета Македонија. Посебна честитка за добре дојде и пријатен престој меѓу своите македонски чеда до архиепископот Охридски и македонски господин Стефан. Истовремено честитки и до доделените признанија до сите председатели на управи и председателки како и свештениците. Со особена почит, како што вели, до сите председатели на управи и председателки на женската секција Свети Климент Охридски, црквата Никола Стојановски. Затоа еве една специфична песна. Поздрав до сите нив. Едно ќе видиме, кога ли
Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Собственичките на цвеќарата Flower by Lilac, Марија и Христина Белчевски, сакат најпрво да ви ги честитат празниците Свети Фанури и одсекувањето на главата на Свети Јован. Истовремено да честитат за 60 годишнината од осветувањето на црквата Свети Климент Охридски, поздравувајќи ги сите досегашни председатели на управите, председателките на женската секција и свештениците, и како што велат, секогаш да бидеме заедно сложни и весели и убавини Македонија да цути во рај, во мир. А ние пак да одиме со рубриката од нашиот календар, или би рекла историски времеплов. 1962 година во Струга започна првата поетска манифестација Струшки вечери на поезија, каде за прв пат во 1966 година наградата Златен венец му беше доделена на Роберт Иванович Рожденвенски од тогашниот Советски сојуз. Во 1941 година македонскиот поет и револуционер Коле Неделковски, кој беше роден во село Војница Велешко, за да не се предаде жив во раците на бугарската полиција, фрли бомба и се самоуби, фрлајки се на улица низ прозорецот од својата соба. Негови најпознати дела се збирките на песни Молцкавици и Пеш по светот. Во 1945 година кај селото Корнишар Ениџе Вардарско, откако беше предаден и опколен од една грчка жандармериска единица при обидот да го пробие обрачот, загина Атанас Коровешов, член на раководството на НОВ, еден од најважните синови на македонскиот народ. На 3 септември 1901 година на патот од Банско за Симитли кај местноста Потпрена скала, македонски револуционери на чело со Јане Сандански ги грабна американската мисионерка мис Елен Стоун и низината придружничка бугарката Катерина Стефанова Цилка. Целта била да се обезбедат пари за национално ослободителното движење и така завршило грабнувањето. За ослободувањето на грабнатите, организацијата доби 14.000 турски лири, што ги употреби за купување на оружје. Ете, тоа беше од рубриката Македонски историски времеплов. Ni tu vrni, grmi, ni se zemlja
naša, spici se prava na Makedonci, od nokti reda. Kurni se gora, železa se dopa, na Makedonci oči zatvora. Kurni se gora, železa se dopa, na Makedonci oči zatvora. Da li ima ušte koji da ne znaje dokade je našta Makedonija? Ima li ušte koji da ne znaje dokade je našta Makedonija? Ima li ušte koji da ne znaje dokade je našta Makedonija? Štit Kumanovo, Strumica i Struga, Evgelijsko pole, Durdo Soluna. Tamo živeja samo Makedonci, samo Makedonci, slavni junaci. Tamo živeja samo Makedonci, samo Makedonci, slavni junaci. Од рубриката Жена, мајка и дом продолжуваме со серијалот Кромидот како лек и храна. За здрава коса, за да ја зацврстите косата, земете половина литар ракија и ставете 2 главици кромид, ситно исечкан на коцки. Кромидот мора да стои во ракијата 2 недели, а потоа да се исцеди. Со добиената тинктура масирајте го скалпот, односно коренот на косата навечер пред спиење. Гасови и запек. Пийте сок од кромид измешан со ракија во еднакви количини на секои 2 часа со 2 до 3 мали чаши. Помош при главоболки. Црвениот кромид се сече на листови или се преполовува и се става на челото и слепоочниците. За улеснување на артритисот, кромидот за ублажување на симптомите на артритис, измешайте сок од кромид со масло од сусам и лекувајте ги заболените места. Во успаление на синусите, направете јак чај од кромид или кора од кромид и вдишете ја неговата пареја. Крварење од носот. Капнуваме неколку капки сок во носот, а тоа го запира крварењето. За полесен сон, измешајте лажичка сок од кромид во млеко и испите ја пред спиење. Ако сакате подобар вкус, можете да додадете мед на млекото. Во спаление на црниот дроб, испасирајте 200 грама кромид и затворете го во тегла со 7 децилитри бело вино, 100 грама мед и 2 лажици листови и пелин. Држете го на топло место најмалку 20 дена и протресете го неколку пати во текот на денот. Пите една чаша 3 пати на ден пред јадење.
Висок крвен притисок. Природен лек за висок крвен притисок е чајот од лушпата од кромид. Излюпете го кромидот и сварете ја кората како и секој друг растителен чај. Пите чаша чај подготвена на овој начин секој ден и внимавајте на какви било подобрувања. На ист начин можете да подготвите чај од кора од лук, кој исто така врши работа. И уште една информација околу кромидот, а ината недела ќе продолжиме, за проширени вени. Земете 2 лажици суви лушпи од кромид и стурете над 100 милилитри водка или силна ракија и оставете ја да отстои една недела. Процедете ги и земајте 20 капки 2 до 3 пати на ден во текот на 10 дена. Ете, тоа беше од рубриката Жена, мајка и дом. Но сега пак имаме и специјална честитка во знак на благодарност. По повод признанието кој беше врачено на нашата сонародничка Лена Станвик по повод 60 годишнината од осветувањето на Македонската православна црква Свети Климент Охридски од страна на председателот Борис Стојкос и неговата управа, таа заедно со ќерката Бети и синовите Крис и Там Станвик и нивните фамилии го честита јубилеот, но честитки испреќа и до сите досегашни председатели на управи и председателки на женската секција, како и до сите свештеници, а на актуелниот председател Борис Стојкос и неговата управа им посакува и понатаму успешно владење во црквата Свети Климент Охридски, додека пак на поглаварот господин Стефан пријатен престој меѓу македонците и среќно враќање во Република Македонија. Од фамилијата Станвик, еве ја и песната Велат не нема. Сменije вечни векови во убав Егеј беломорски, овде на свети наши корени, од исти мајки тука родени. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме. Во Солун драма кавала, во Кукуш воден лична гревена, горе на Вичо грамос херојски, се игра и пее пак македонски. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред Солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме.
pesni gordo peme. Доколку сакате да се слуша ова радиопрограма и за да и понатаму се шири македонското име, историја, јазик, култура и обичаи, бараме да дадете ваша донација за да исплатиме сумата или нерешените трошкови. Телефонот ни е 647 780 6549. А ние повторно со коментар на неделата. Предходно спомнав дека во 1901 година комитите или четата на Јане Сандански ја грабна мисионерката на Соединетите Американски држави Елен Стон, барајки 14.000 турски лири, за да ја ослободат и неа и нејзината придруженичка бугарката Катерина Стевкова. Но дали знаете зошто таа мистон беше испратена во Македонија? За да ние македонците од нашата најстара христијанска вера, православната, да бидеме со протестантска вера. Така да во Струмичкиот крај, во Петрич и околината и неколку други околи во источна Македонија, во која ги вклучувам и Пиринскиот дел, од православни стана протестанти. Истото се случи и со самостојувањето на Република Македонија, кога протестантската секта, мислам United Church, им нудеа на македонците ваучери од 350 германски марки, а не пари, за да станат протестанти, што многу се излажија. Некои станаа Јаховини сведоци пак. Ете, тоа е стратегијата на Дивиот Запад, на так наречените демократски дами држави, да се уништи православието, да се уништи се што е македонско. Ете, пак цела Европа ги виде намерите кои се на Америка, Франција, Англија и почнаа да им вртат грб на Западот и одат со БРИКС. Истото го прави или направија речиси сите држави на Јужна Америка. Но што чека Македонија? Уште колку време ќе лажи ова недемократска Европска Унија, кои секогаш вината ја фрлат на нас македонците, иако не сме криви, а она што Грција и Бугарија, а многу повеќе таа Европска Унија со Америка ни го копа гробот. Каде се оние храбри борци, војводи, комити, партизани, кои одеа на минус 29 степени Целзиусови по снеговите, во зимите, без да мислат на себе, зашто во нивната мисла беше Македонија слободна, автономна. Оставени македонците во Бугарија и Грција со децени да се справуваат со тие вештачки и новокомпонирани држави од Западот, а од нас зедоа речиси се. Доста е, мој македонски народе, Западот да не стрижи нас како овца. Политичарите дефинитивно е да го издигнат својот глас, зашто преговори, договори нам не ни требаат, ако не е името на Република Македонија, ако јазикот официјален не е македонски и македонскиот народ како нација, ако не си ја задржиме нашата вистинска македонска историја од античко време па до денес, или културата, традицијата, обичаите. Нам не ни треба нити НАТО, нити Европската Унија со некои измислени нови имиња од 21. век, за да бидеме како најмладиот народ, најмладата нација на ова планета, иако сме најстарата нација и држава во светот. Ако на нашите комши, Западот, им ги подарија териториите грабнати од македонската земја, ние македонците ја наследивме таа наша света и исконска Македонија од нашите предци, со крв и пот е изградена државата. Зашто зборот Македонија е нешто големо. Македонија е слободата. Македонија е светлината на сонцето. Македонија е вистинскиот пат на правдата, на вистината. Македонија е лулката на цивилизацијата, демократијата. Македонија е мајката на светците, на боговите и богините. Македонија е светата апостолска земја. Македонија е се што имаме. Premolčat, negde ќе те sokrijat,
grob so groba ke pokrija. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Vekovi pekolni zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, sestro, ništo da ne vide me, ti bez mene, jaz bez tebe. Vekovi pekolni zajedno htje mineme, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, sestro, ništo da ne vide me, ti bez mene, jaz bez tebe. Može da te odrečat, drugi da te predadat, može se što da izmisla. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Vekovi pekolni zajedno htje mineme, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, sestro, ništo da ne vide me, ti bez mene, jaz bez tebe. Vekovi pekolni zajedno htje mineme, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, sestro, ništo da ne vide me, ti bez mene, jaz bez tebe. Ti bez mene, jaz bez tebe. А сега да ги проследиме и блиц вестите од Македонија. Со став за евроинтеграциите се огласи екс-министерот за надворешни работи Бујар Османи. Порача дека земјата веќе ги има добиено сите неопходни гаранции од Европската Унија и дека сега е време за одлучни чекори напред, а не за политички игри. Секој што не го почитува договорот со Бугарија, всушност работи против интересите на државата. Бидејќи секој ден доцнење на членство во Европската Унија, тоа значи една група македонци кои што примаат бугарски пасош. Така да оваа влада што прави? Ја оддалечува земјата од Европската Унија. Ја блокира примената на македонскиот јазик во Европската Унија. Го ризикува признавањето на Бугарија на посебноста на македонскиот народ, блокирајќи ги уставните измени и ја приближува земјата до српскиот свет. Затоа сметам дека е ова погрешна политика. На ставовите на Османи реагира од ВМРО ДПМН. Бујар Османи како председател на пола свет не успеа да направи ниту еден чекор напред за влез на државата во Европската Унија. Туку напротив ги распродаваше името, јазикот и идентитетот заедно со Заев, Филипче Пендаровски и Ахмети и на ним слични.
Политиката на најкриминалната влада во историјата на Македонија на СДС и ДУИ беше да се удоволуваат потребите и барањата на Бугарија, со цел да останат ден повеќе на власт. СДС и ДУИ газеа врз достоинството и почита на државата и мислеа дека така ќе ги освојат симпатиите на народот, кој што на минатите избори ги испрати во историјата, стои во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Седми ден гори Вардар. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски не е задоволен од начинот на кој обвинителството постапува по пријавите против поранешни министри и функционери. Како конкретен пример за селективноста е наведува пријавата од МВР за дозволите за оружје. Иако поднесовме огромен број пријави против поранешни министри и функционери, сепак не гледам дека јавното обвинителство постапува по нив. Вакви критики кон работата на обвинителите упати министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во интервју за МИА, на прашање во врска со нерашистениот криминал во земјава. Тошковски како позитивен пример го издвои предметот адитив, кој како што кажа, за среќа бил поддржан и од страна на јавното обвинителство и бил процесуиран и со обвинение. Покрај тоа што поднесовме огромен број на кривични пријави како против поранешни министри, директори на институции, кривична пријава беше поднесена и против поранешен премиер. Јавното обвинителство и судовите гледаме дека не постапуваат баш еднакво спрема секој еден против кој што е поднесена кривична пријава, но останува времето да покаже дали во овој нареден временски период и јавното обвинителство и судовите ќе се охрабрат да постапуваат во рамки на законски дадените овластувања. Како конкретен пример за селективноста на обвинителството, Тошковски го наведе случајот со пријавата на поранешни функционери на МВР, кои доделувале дозволи за оружје на лица на кои не смееле. Јавно би ја искористил оваа прилика да го запрашам јавното обвинителство до каде е предметот со злоупотреба на полициски овластувања во рамки на работењето на Министерството за внатрешни работи, кои што беа поврзани со издавање на незаконито издавање на оружје. Поднесовме доста добра кривична пријава согласно информациите кои што ги имам, издржана со огромен број докази против поголем број на полициски службеници кои што незаконито постапувале, да кажам, во изминатиот период, но нажалост до ден денес не можам да констатирам помрднување во однос на тој конкретен предмет. Според Тошковски, за дел од предметите, како оној со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 62 млади лица, обвинителството покажало храброст и одлучност навремено да одговори и веднаш да ги спроведе потребните процесни дејствија. Ова наше издание на Радио Час од Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашето очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на Subscribe. Посакувајќи ви пријатна седница, слушајте не идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку бреновата должина на CMR радиостаницата и бреновата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Радио Час од Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.
Thank